Добро дојдовте во уште едно издание на За или Против. Вечерва со мене Костадин Делимитов и со моите денешни гости, господја Никица Мојсовска-Блажевски, главен извршен директор на Македонија 2025 или Македонија 2025, и господинот Васко Кроневски, директор на компанијата Nexens, компанија од информатичката технологија, исто дел од Македонија 2025. Добро вечер, ви благодарам на присуството во емисијата во која што ќе зборуваме за состојбата со македонската економија, инвестициите, каде сме, каде бевме, каде треба да стигнеме, кои се предизвиците, кои се проблемите кои што треба да ги решаваме, односно какви, да речеме, инвестиции ни требаат за одржлив развој на македонската економија. На почеток би започнал со вас, господин Мојсовска-Блажевски. Македонската економија во делот на инвестициите со години важеше за атрактивна на меѓународната мапа, беше видлива, беше атрактивна, се интересираа компании, бевме рангирани некако доста високо на сите тие рангирања на повеќе институции кои што ги следат овие случувања. Но во последниот период некако како да не снема, да кажеме, од тој видик, некако падна интересот. На што се должи оваквата состојба според вас? Најпрво добро вечер и до вас и до гледачите секако на емисијата и на телевизијата. Темата на инвестиција е тема за која што долго зборуваме во нашето општество и мислам дека главното прашање е тука да направиме една поврзување, би рекла, на домашните и странските инвестиции. Веројатно прашањето првично е поврзано со странските инвестиции и тоа оној премин, да кажам, од еден период во кој што навистина фокусот беше ставен на привлекување на странски инвестиции, па денес кога имаме промени во политиката во однос на странските инвестиции. Мислам дека за да кажеме дали заостануваме, дали сме напред, така натаму, сето тоа зависи од тоа дали е приоритет привлекувањето на странските инвестиции. И мислам дека имавме еден период во минатото во кој што беше голем приоритет, потоа период во кој што имавме застој и размислување на тоа каква треба да биде политиката за привлекување на странски инвестиции, дали тој пат бил добар, дали треба да настанат одредени промени. И сега мислам дека последните 2 години повторно ставаме голем фокус на странските инвестиции. Значи, за да биде успех, прво мора да е приоритет. Второ, веројатно, на што е важно е да имате визија, да имате план. Дали ќе привлекувате странски инвестиции, како тие ќе се вклопат во домашната економија, значи како ќе има синергија со домашните бизниси и секако во кои сектори, во кои области би сакале идеално да дојдат странските инвеститори. Она што малку ми е тажно е тоа што државата имаше направено големи инвестиции за привлекување на странските инвестиции, во смисла тоа беа реклами, тоа беа роадшоу и така натаму, промотори, и сето тоа е инвестирање во еден бренд. Значи, таман развивме бренд на Македонија дека е земја која што е поволна и примамлива за странски инвестиции, потоа рековме да почекаме малку, тоа било многу скапо и така натаму. Така што веднаш што им изградите бренд, потоа имате застој, односно не ги користите придобивките од тој бренд. Знаете како велат, многу е ефтино да се направи фабрика за безалкохолни пијалоци, например околу 300.000 евра би чинела, меѓутоа многу е тешко, односно прескапо е да развиете бренд како Кока-кола, бидејќи тоа е бренд кој што се развил со годините. Сега, дали ни бил потребен таков застој? Веројатно, тоа беше период во кој што требаше да размислиме сега во која насока ќе оди нашата политика за привлекување на инвестиции, странски инвестиции зборувам, бидејќи прво одите на квантитет, значи развивате бренд, одите на квантитет, сакаме да привлечеме инвестиции, во тој период да не заборавиме имавме многу висока стапка на невработеност, значи секоја една инвестиција странска веројатно беше примамлива и прифатлива за нас, меѓутоа после тоа дојде период во кој што требаше да размислиме. Дали ние ќе прифаќаме било која странска инвестиција, дали ќе бидеме насочени, точно знаеме во кои сектори, во кои области сакаме да дојдат, какви работници имаме на располагање и многу важно, односно како да не направиме конкуренција за домашните компании, како да привлечеме инвестиции кои што ќе бидат комплементарни во некој синџир на снабдување, а не инвестиции кои што ги зема, знаеме, дојде до ситуација во која што ги зема вработените, сега и Васко повеќе може да каже за IT секторот, текстилната индустрија, која што практично новите инвестиции во автомобилската индустрија ги презема работниците од текстилната индустрија и така натаму. Значи, и мислам дека сега ако разговараме за нова една политика за привлекување на странски инвестиции, мора да го размислиме од почеток моделот,
Мора да ги земе предвид промените. Например, сега се соочуваме со повеќе со недостигна работна сила, отколку ги знаете оние првични реклами на CNN беа abundance of labor force, значи премногу работна сила. Мислам дека секогаш е актуелно и треба да биде актуелно прашањето на странските инвестиции, меѓутоа со една многу паметна политика каде сакаме да ги привлечеме и како. Факт е дека направивме веројатно 2 чекори назад, но сега треба да направиме барем еден чекор напред и да помогнеме пред си и на домашните компании да се развијат. Господин Кроновски, вие доаѓате од компанија која што чином повеќе од 2 децении сте присутни на македонскиот пазар, развивате решенија за дигитални технологии, за информатичка технологија. Колку што можев да прочитам, работите и за обичните граѓани, и за владини институции, држава, приватни компании и така натаму. Конкретно ви прашал, минатата недела слушнавме дека државата, владата промовираше еден проект, прв дигитален асистент во јавниот сектор, кој што го нарекува АДА. Тој е базиран на вештачка интелигенција, кој што се промовираше дека ќе биде како еден сервис за услуги на странските инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Македонија, да се инвестираат кои се условите, кои се поволностите, се на едно место. Ова ли она што недостасува, да кажеме, во моментов што треба да се направи како прв чекор еве кон таа, да речеме, трансформација за која што зборуваме, која што треба да се фокусира? Па би го поздравил воведување на дигитален асистент, али не би рекол дека тоа е тоа што недостасуваше. Тоа ќе помогне секако за подобрувањето на услугите кон потенцијалните странски инвеститори, поготово делот на транспарентно информирање, побрз пристап до информации кои што не се филтрирани и така натаму. Но мислам дека она што недостасува во делот на стратегијата за странски инвестиции, кога зборуваме за IT конкретно, е, како што кажа Некица, треба да размислиме како вид на странски IT инвестиции нас ни требаат во државата. Кога започна првпат кампањата за привлекување на странски инвестиции во IT, беше дека имаме голем број на квалитетни IT кадри кои што се достапни за работа на потенцијалните странски инвеститори. И тоа беше точно така. Се случија многу инвестиции во IT секторот од надвор, но по мене стратегијата која што беше одбрана во тој момент беше стратегија која што можеби би соодветствувала на држави кои што имаат голем непресушен извор на кадри. Индија, Украина, Русија и така натаму. Македонија е помалку од 2 милиони жители, бројот на IT кадри едва поминува 10.000, така да бројот на кадри со кои што ние располагање за да привлечеме странски инвестиции навистина е ограничен. Единственото позитивно нешто што се случи со отварањето на големите аутсорсинг центри во Македонија е дека се намали апетитот на домашните кадри да се преселуваат до странство. И тоа може да се примети дека во последните 5-6 години бројот на иселувања на IT кадрите е намален. Тие наоѓаат квалитетна работа во Македонија, високо платена работа во Македонија, но вкупниот придонес во економијата, освен што импозантно делува дека веќе достигне 1 милијарда во извоз на IT услуги, односно вкупниот учинок на IT индустријата е околу 1 милијарда, со огромен учинок во извоз, јас би рекол дека додадената вредност е многу мала. Тоа сега прашам, што имаме ние како економија, кјарото, луѓето што работат си имаат кјар бенефит, ги трошат парите тука. Индиректно имаме, но директно многу малку. Додадена вредност не многу слично како што беше и во иницијалните странски инвестиции во зоните, а и во текстилните фабрики и така натаму, ние во можеби ќе звучи грубо, но ние односно промовираме продажба на трудинтензивна работа во IT. Продажба на единица час или единица ден на работник. Растот на таа индустрија зависи од бројот на кадри. Кога ќе се засити бројот на кадри, веќе доаѓаме до заситеност на бројот на кадри во таа индустрија, бидејќи ние не можеме да ги создадеме преку ноќ нови 10.000 и тој раст во даден момент ќе се засити. Растот во последниве неколку години не е заради растот по број на кадри, него е заради растот на платите. Ние гледаме дека секоја година помеѓу 15 и 20% расте просечната плата на IT кадрите, таа достигнува веќе 100.000 денари во нето износ на повработен просечна плата. И како таа ќе расте, така ќе расте и обимот на учинокот кој што го имаме во домашната економија. Плати да дојдат компании тука да отворат и нели да дадат такви плати. Но проблемот настанува, јас што би го рекол дека тие странски инвестиции освен што носат придонес за вработените, малку остануваат за домашната економија, бидејќи додадената вредност всушност се случува на странските пазари. Тие се најмени работници кои што работат да создадат некакво добро, некаков производ, интелектуална сопственост, софтвер и така натаму, но тоа се создава во друга држава.
и самиот процес на иновации и така натаму не се случува во Македонија, ние сме само изведувачите на И сега да треба ние да ја бараме додадената вредност тука, да тие кадри да ги искористиме, да ги ајде да кажеме, да ги насочиме кон нашите домашни компании, ама да ги натераме да инвестираат во таа технологија и тие луѓе таму да ги вработиме. И не мора да се домашните компании. Може да бидат и странски, и домашни компании, но треба да бидат стимулациите во создавање на дополнителна вредност која што останува во економијата. Тоа би значило стимуланси на база, наместо да се намалуваат придонесите на вработените. Имаше некоја таква идеја дека треба да се намалат персоналниот данок за вработените во IT индустријата за да станеме уште попривлечни. Имаше како такви. Тоа значи дека ние треба уште поевтини да ги направиме во бруто износ вработените за странските компании за да бидат попривлечни. Ние повторно го стимулираме претходниот модел. Напротив, јас би рекол треба да стимулираме да добивката остварена во IT компаниите на домашниот пазар треба да биде стимулирана. Колку поголема добивка остваруваат и ја прикажуваат во Република Македонија, такви стимулации треба да бидат насочени за да сите бидат стимулирани да создаваат додадена вредност тука, а не проста репродукција на Веројатно се извинувам, тоа е продолжение на она што и во изминатото Република Македонија го чувствуваш или го правеше, како на пример продажба на јаболките во Словенија. Во Словенија се финализира производ кој што се враќа многу поскапо. Значи финализација на производ. Мислам дека тоа е клучот и во IT во сите сектори, и во текстилна индустрија, дури да не биде лом производство, туку да биде финален производ. Така како да дојдеме до квалитетен финален македонски производ. Еве сега вие како Македонија 2025 се грижите, да кажеме, за промоција на Македонија, за поддршка, за конкурентност, да се зголеми не само Македонија, туку и регионот. Меѓутоа фокусот ви е Македонија. Претпоставувам дека се фокусирате да работите и во овој сегмент, но од вашите контакти што ги имате надвор од Македонија, каков е рейтингот кој го ужива државата сега? Дали сме атрактивни како што некогаш што бевме? Или сепак сега важиме за понеатрактивна дестинација, односно како да ја зголемиме атрактивноста за да привлечеме, да кажеме, вакви компании тука да дојдат? Најпрво морам да кажам дека за жал веќе не сме привлечни. Мислам дека колку и пак ќе повторам, ми изгледаше скапо да имаме реклами на CNN и така натаму, сепак мислам дека во тој период се направи одреден и промоторите бренд. Ги напуштивме како концепт, нели, промотори имавме. И иако тие години не бев со организацијата, меѓутоа од она што можам да го видам во многу документи, преписки и така натаму, Македонија 2025 навистина била вклучена во процесот на привлекување на странски инвеститори и тоа на квалитетни странски инвеститори. Првите инвестиции практично се направени со контакти од нашата диаспора. Меѓутоа, не можам да кажам дека е изгубена битка. Јас пак ќе кажам дека мислам дека е најправилно да се таргетира, значи точно да знаеме кои индустрии ги таргетираме, па дури кои компании ги таргетираме. И во тој случај мислам дека со одреден напор, план и добро извршување дека можеме да ги привлечеме тие инвеститори. Меѓутоа, зошто ни се битни странските инвестиции покрај домашните, бидејќи голема промена во структурата на економијата можеме да направиме со странски инвестиции, мислам. Значи домашните компании треба да ги стимулираме, треба да има мерки, инструменти, дали се тоа за дигитализација, за зголемување на додадена вредност, за извоз и конкурентност. Меѓутоа, големи структурни промени можеме да направиме и со странските инвестиции, бидејќи сакаме, нели, животниот стандард зависи од продуктивноста, а од продуктивноста зависи од тоа какви технологии користите во производството. Така што фокусот на повисокотехнолошки индустрии или компании може да направи големи промени во економијата. Секако тука веднаш се постава прашањето, ама дали имаме ние кадри да ги задоволиме? Тие гледаме дека доста ја губиме таа битка, главно со Србија, сега ќе ја кажам како пример, ако треба некоја компанија да направи голем истражувачки центар во кој што треба 50 инженери, не може Македонија да истапи во специфична област 50 инженери. Значи ја губиме таа битка, меѓутоа мислам дека релативно лесно со паметна и образовна политика и поврзаност на сите институции може да се направи нешто такво. Ќе го кажам примерот на Охајо, каде што Интел инвестираше 20 милиарди долари и каде што локалната влада исто така инвестира 20 милиарди долари. Значи Интел вели за 4 години сакам да направам тука фабрика, ќе ни биде потребно 4 години, меѓутоа нема кадри. Веднаш се поврзуваат локалната власт со Ohio State University, велат добро, ние ви гарантираме дека за 4 години ќе продуцираме такви инженери, ќе продуцираме такви со средно стручно образование и ќе направиме кадри за вас. И тоа е еден процес кој што трае 4 години, огромен, сами за нив е тоа огромен процес, меѓутоа
кога има волја, има план, секако дека може и тоа да се реализира. Кај нас некако многу се зборува за овие процеси да се направат, но ја лично имам чувство дека многу помалку се прави отколку што се зборува. Вие спомнавте преска конкретно дека треба одредени стимулации да се дадат, значи поддршка од страна на државата. Конкретно имате ли информација дали некој воопшто во владата има некое тело или во носителите на економски политики кои што се грижи за овие реформи што треба да ги направиме и каква е идејата, какви реформи треба, каква поддршка би требало да се даде за да кажеме да се почувствуваат ефекти и да имаме промени на овој план? Има некои случувања, значи може да кажам дека ФИТР како фонд за иновации и технолошки развој има свои програми каде што стимулира домашни компании кои што имаат иновативни идеи да развијат нови производи. Тоа е за поддршка, би требало да продолжи понатаму. Мислам дека треба можеби да биде многу построга селекцијата и може да биде фокусирана во одредени правци, во оние поготово во делот на нови технологии кај што сметаме дека треба во краток рок да стигнеме чекор со светските економии. Но не би рекол дека за мене барем не е видливо сеопфатна државна политика за поддршка на инвестиции од дома, покрај странските инвестиции за поддршка на развој на домашната економија. Тоа е, кога го гледаме во делот на IT секторот е едно, но мора да го гледаме делот на економијата. Значи надвор само да IT секторот, него сите други индустрии. Не гледаме сеопфатна поддршка во која што се стимулира дигитализацијата, односно воведувањето на новите технологии во сите индустријски гранки. За оние кои што се стратешки за државата, оние што сме ги определиле дека се стратешки гранки за Македонија, ние не гледаме дека има развојна политика како во тие гранки компаниите бидат глобално конкурентни со употреба на нови технологии. И тоа недостасува. Има спорадични мерки кои што повремено се јавуваат, но нема организиран пристап за тоа. Едно од работите на кои што делува Македонија 2025 е токму тоа. И наскоро ќе се формира центар за дигитална трансформација во кој што главниот фокус ќе биде поддршка на мали и средни предпријатија во процесот на дигитализација. Да се изнедат модели за брза проценка на потреби и брза интервенција со конкретни мерки за дигитализација во одредени индустријски гранки на успешни компании, каде што може низ многу едноставен, да речем утврдена методологија однапред, со брзи и кратки интервенции да се помогне да тие компании бидат глобално конкурентни употребувајќи некоја нова технологија. И тоа е нешто што сметам дека треба да биде поддржано од државата во сите сфери на сите компании. Тоа не го гледам како организиран пристап и не го гледам како политика која што е во моментов присутна. Интересна најава, центар, значи за развој. Центар за дигитална трансформација на мали и средни предпријатија. Такво нешто немаме или имаме во држава? Сме имале некош? Нема за жал, нема за жал. Интересно вака, но како што кажавте, ќе ви треба веројатно и поддршка. Како би изгледало тоа? Ева како може да и предочиме на јавноста? Па добро, иницијативата произлегува токму од тоа дека има потреба, а нема, да кажам, едно место на кое што компаниите би добиле информации што можат да дигитализираат, како тоа го направат, ниту пак информација кои се сите провайдери. За која била компанија, од кој бил сектор, да, апсолутно. Само фокусот е на микро, мали и средни предпријатија, значи големите мислам дека имаат канали преку кои можат да се дигитализираат. Така што како организација одлучивме дека можеби е време да отвориме како спин-оф да направиме нашата организација и да ја пополниме тој јаз на пазарот. Меѓутоа, она што е тешко е дека практично кај нас не постои екосистем, значи за дигитална трансформација, на што мислам прво нема консултанти кои што се консултанти експерти во областа на дигитална трансформација, така што тој центар ќе има и таа улога да создаде една прва група на консултанти. Потоа тие консултанти би работеле со компаниите да изготват стратегии, сите области каде што можат да се дигитализираат и уште повеќе дигитално да се трансформираат. На крај би понудиле и финансиска поддршка во форма на ваучери, за да им помогнеме на компаниите, ги поттикнеме да применат некои од дигиталните алатки и исто така ќе нудиме една како дата база на сите провайдери, би поттикнале поголема конкуренција кои што нудат такви дигитални алатки.
Моделот е специфичен, го развиваме за Македонија, се надеваме дека веќе имаме доста партнери околу нас, се надеваме дека ќе има и други партнери, не можеме сами да го направиме сето тоа, меѓутоа кај фирмите постои потреба и мислам дека понудувањето на вакво решение навистина може да направи голема промена. Ќе зависи од тоа колку сме амбициозни секако, меѓутоа мислам дека засега имаме голема енергија и желба да го направиме тоа, бидејќи сметаме дека дигитализација е една од основните постулати за побрз развој на економијата. Знаете, сега велиме, пропуштивме одредени периоди, сега индустријска револуција 4.0 и така натаму, значи нема време, државата и приватните бизнеси немаат време, каскаме веќе многу. Мислам дека треба да направиме една голема и брза промена за да и да ги стигнеме соседите, меѓутоа и по-генерално на што се случува во ЕУ. Секако дигитализацијата на бизнисите според нас е само еден сегмент. Мора да зборуваме и за дигитални вештини на населението, мораме да зборуваме и за дигитализација на јавната администрација. Треба некој да го работи тој процес. Апсолутно. Како организација, значи навистина имаме големи напори за подобрување на дигитални вештини на младата популација. Меѓутоа се надевам дека тие напори ќе станат многу пошироки и поголеми. Ова иницијатива се најавивти ваучери, значи тоа се вредностни ваучери ќе добиваат стимулација. Тоа се е поддршка од вашите партнери во Македонија 2025, тоа го финансираат. Македонија 2025 заедно со неколку надворешни партнери. Државата ништо до сега нема. Нема интерес барем нешто вака или се уште не знаат за таа стратегија. Да, сега првпат го најавуваме тоа, меѓутоа навистина нашата цел е да основаме една одржлива организација, значи институција која што ќе биде поставена на здрави принципи, ќе може да обстојува и да работи самостојно. Секако во иднина владина помош би била и добре дојдена, меѓутоа мора да биде добро поставена од старт таа институција. Да заокружиме за тоа ќе се формира тој центар и секој да кажеме, не знам, стопанственик, мал дали поголем среден, ќе може да дојде таму да се информира што треба да направи полесно за да може да стане по фокусот, идејата на почетокот е бидејќи како што ќе започнеме на почетокот со ограничени ресурси да се фокусираме на најуспешните предпријатија. Таму кај што сметаме дека нашата помош интервенција ќе има најголем учинок. Значи не е идејата да ние ги помогнеме оние кои што немаат развиен производ или немаат развиен пазар, него оние кои што веќе се успешни да им помогнеме во краток рок да бидат уште поуспешни и поконкурентни. Идејата со ваучерите што ја спомна Никица е во голема мерка и развој на IT индустријата. Трансформација од трудоинтензивна во индустрија со додадена вредност. Идејата е со тоа да се создаде еден вид на побарувачка на специфични производи на домашната економија кои што ќе се развијат во Македонија. Низ тоа да стимулираме трансформација од продажба на аутсорсинг услуги во создавање на производи кои што ќе помогнат на домашната економија. Еден аспект кој што е многу интересен да се разгледа е дека недостатокот на IT кадри во домашната економија. Ние имаме голем број на IT кадри кои што работат во државата, но своите услуги ги даваат за странски компании. Но по фирмите има недостаток од кадар, не може да најдеш. Има недостаток веќе во сите предпријатија, бидејќи сите кадри што работеа во банки, телекоми и во производствени компании, во државни установи, веќе ги напуштија своите работни места и работат во аутсорсинг компаниите. Сите они делуваат и создаваат некаква вредност за некои други економии. Кај нас се појавува недостаток кој ќе го поддржи развојот на домашните предпријатија. Ние се соочуваме со таков вид на криза во IT индустрија, во недостатокот на IT кадри за потребите на домашната економија, што јас би ја споредил слично како минатогодишната криза за струја. Ние дискутиравме дека струјата е ресурс кој што недостасува, цената и недостатокот има директен импакт на развојот на економијата, но никој не дискутираше како недостатокот на IT кадри за домашната економија влијае на развојот на домашната економија. Идејата ни со овој центар е да се стимулира создавање на домашни производи кај домашните IT компании кои што би ја сервисирале до развојот на домашната економија. И низ таа стимулација за помош на домашните предпријатија се создаде побарувачка која што ќе биде заситена од домашните IT компании кои што ќе можат да дадат одговор на тоа. Ги спомнавте, значи, овие решенија, предпоставувам за тоа детално ќе зборувате на престои самит 12 кој го организира Македонија 20 и 25 во Македонија. Ја гледав агендата, има доста атрактивни гости кои што ќе дојдат надворешни пред се бизнисмени и луѓе од експертската, од науката и експерти. Ова ќе ви биде клучната
порака што ќе сакате да испратите или сепак ќе биде дел од она што ќе го направите? Би рекла дека ќе биде дел од тоа што ќе го да пренесеме која е како пораката на што ќе се фокусирате, да кажеме сега, бидејќи големо е тоа што го подвикувате, кога што може да дојде. Најпрво да кажам дека веќе трета година поред дигитализацијата е навистина во фокус на самитот и среќна сум што сега ќе можеме да кажеме дека еве нешто и правиме вистински ние како организација, пак ќе кажам сите партнери се добре дојдени, меѓутоа некако одлучивме дека е време работите да ги земеме во наши раце и да гарантираме или сами да си гарантираме себе си успех. Меѓутоа пораките се многу пошироки. Најпрво пораката основна е дека сите се наоѓаме или цел свет е во една тешка и економска позиција и геополитиката е навистина сложена и влијае врз економиите, така што малку ќе зборуваме за тоа кои се начините за земјите, особено за една мала земја, да го поттикне економскиот развој, кои се реформите што веројатно би требало да ги направи Македонија, меѓутоа и целиот регион, бидејќи сепак е регионален настан, и ќе зборуваме за некои специфични теми кои што се дел од еден таков забрзан или прогресивен развој. Тука спаѓа нели управувањето со човечките ресурси или работната сила, вклучително и во IT секторот. Ќе зборуваме за тоа кои се стратегии или како да дојдеме до подобра имплементација на стратегии. Тука зборувам и за влади, меѓутоа и за компании. Понатаму ќе зборуваме за она што се инвестиции кои што се добри за околината, еден понов тренд, порано го нарекувавме корпоративна или општествена одговорност, сега ЕСГ инвестиции. Понатаму ќе имаме 2-3 панели на кои што ќе зборуваме, споменав за дигитализација. Ќе прикажеме успешни приказни на компании и стартапи и успешни бизниси од целиот регион. И како и секоја година, навистина сакаме да останеме на една позитивна нота, да ги покажеме успесите, да ги покажеме можностите, да понудиме вмрежување на компаниите од регионот, меѓутоа и со компании од странство и секако улогата на диаспората. Доаѓа доста представници од диаспората. Меѓутоа, не знам, вие веројатно знаете, меѓутоа за публиката, самитот е еден дел кој што е официјален, кој што се панели, кој што трае 2 дена. Меѓутоа покрај тоа, има многу настани. Значи, ќе организираме околу 6 обуки. Пример, ќе има обуки за организацијата наречена Women in Tech. Тоа се млади жени кои што се во областа на тех индустријата, значи посебни обуки ќе има за нив, ќе имаме посебни настани со Стопанската комора на Македонија, ќе имаме дополнителни обуки, значи ќе биде еден одличен настан преку кој се обидуваме навистина да има поголем ефект или импакт врз општеството. Да не бидат само тие 2 дена на бас, на гужва и така натаму, туку да има навистина подолгоречен ефект врз економија. Амбициозна иницијатива, интересни значи проекти, но за да се реализираат и да се полесно да се имплементираат во нашава држава, треба нели поддршка да имаме и од државните институции. Пред се да кажеме од јавната администрација која што низ години ве слушаме дека се реформира, но се уште не е ефикасна, со епитет дека повеќе е партиска и секако на тоа ќе се додаде правната несигурност и високото ниво на корупција, не се баш тоа охрабрувачки да кажеме елементи кои што се поддршка на една ваква убава иницијатива. Како ќе се снајдеме да кажеме во еден таков амбиент, тоа да го реализираме побрзо за да имаме поголем бенефит како економија на крајот. Кажа Никица, ние секогаш гледаме да се задржиме на приватниот сектор е еден, праката ќе на страна и да создадеме позитивна атмосфера која што кај сите ќе поттикне желба за трансформација. Од состојбата во која што сме денеска во некоја една состојба. Се што кажа Никица е дел од платформата за просперитет на иднина, која што е платформа на Македонија 2025, Platform for the Prosperous Future, во која што ги има сите области кои што ги наведе Никица, кои што се и темите на самитот. Таа платформа во континуитет се развива и надоградува. Идејата е да ние покажеме еден поглед во иднината и да покажеме патека како во сите тие области кои што се сметаме дека се клучни за просперитет на иднина на државата, како ние треба да делуваме. За секој од тие области ние имаме соодветни програми кои што не се случуваат само за време на самитот, него самитот всушност е место каде што промовираме што се случило во минатата година и кои што се плановите за наредните години како така. Дали стана збор за градење на човечки потенцијал низ едукација, стимулирање на едуцирање на домашни кадри во врвните светски институции, дали низ дополнителни специфични обуки на млади, стипендирање на млади, или ако станува збор за дигитализација, тоа е едно од
областите како такви. Ние ќе зборуваме што сме направиле во изминатиот период, но ќе зборуваме и за Центарот за дигитализација што намераваме да направиме во наредниот период. Гледаме да направиме поглед кон иднината, да покажеме визија, но и оперативни планови како сакаме да стигнеме таму. Идејата на самитот и на Македонија 2025 е да биде магнет на сите чинители кои што може да помогне да стигнеме побрзо таму. Во привлекувањето на тие, да речем, надворешни партнери, ние гледаме и државата. И позади некоја иницијатива гледаме партнерство во државата, позади некои иницијативи гледаме партнерство и поддршка од успешните домашни компании. Позади некои од иницијативите гледаме поддршка од диаспората, бидејќи и некои од нив имаат желба да помогнат во определен развој. Така да гледаме да се задржиме на тоа да не критикуваме што не се прави или како не се прави, него низ позитивни мерки, планови, проекти и така натаму да анимираме интерес да некој да ни стане партнер во одредена насока. Ако спомнуваме за тоа како да се развијат подобро домашните компании, ние треба да покажеме насока кои се потребите на домашните компании од јавната администрација. Ако зборуваме за дигитална трансформација на домашните компании, тоа ќе биде невозможно ако државата тоа не го прати со соодветен развој на дигитални услуги кон тие претпријатија. Често зборуваме за агилност на работната сила, работа од дома. Да, можеби IT експертите може да работат од дома, но не може секој работник да работи од дома ако повеќето од работите се случуваат се уште на хартија. Ако ние го трансформираме начинот на општењето за државната администрација и го направиме потполно дигитален, тогаш и тоа може да се случува. Така да тоа се процеси за кои што ние сакаме да зборуваме и да наоѓаме партнер во државата, каде што ние ќе посочуваме кои се приоритетните области каде што треба да се делува, за да се забрза одреден економски развој, напредок, трансформација во одредена сфера. Да. Пак ќе сакам да прокоментираме околу ова што се случува во регионот. Сведоци сме дека нели Македонија заостанува за земјите, но факт е, барем според мене, дека веројатно ја губиме атрактивноста кај инвеститорите пред се поради овие болки што ги спомнавме, правна несигурност, корупција. Не е само веројатно дека сме мал пазар и не немаме доволно работна сила, имаме луѓе кои што работат, треба само некој да ги организира. Например, добар пример за тоа според мене е, вака прочитав еден убав податок, една Црна Гора лани имала 3 пати повеќе странски инвестиции од нас во Македонија. И се тоа кој ќе го види вака човек е, ајде, не е депримирачки, но обесхрабрувачки. Значи, сепак треба да работиме на слабостите за да ги почувствуваме бенефитите. Да, јас ќе го повторам тоа што го кажав на почеток, дека ако не ви е приоритет, нема ни да ги привлечете странските инвеститори. Веројатно на Црна Гора е повеќе приоритет или било отколку нас. Меѓутоа мислам дека има некои клучни предуслови кои што се важни за да привлечете, ако ви е целта да привлечете странски инвеститори. Прво мислам дека институциите мора да бидат силни. И тука зборуваме и за јавната администрација и за сите институции. Бидејќи тие се сервис на граѓаните, сервис на компаниите, без силни институции не може да одиме напред едноставно. Второ, инфраструктура, и тоа би ја разбрала многу пошироко, не само физичка инфраструктура, туку воопшто целата инфраструктура, која што влие врз тоа дали можете да привлечете и какви инвеститори. Трето, би кажала предвидливост на законодавството, па дури на целата владина политика. Мислам дека ова беше тежок период за сите, и ковидот, и енергетската криза, во која што тие ја намалија предвидливоста секаде низ светот. Меѓутоа мислам дека и ние самите си ја намаливме предвидливоста со некои дали избрзани одлуки, дали задоцнети одлуки, како на пример најавување на даночна реформа, отложување на даночна реформа и така натаму. Значи морате да бидете предвидлив и прво ќе кажам и за домашните компании, и за граѓаните, а потоа и за странските инвеститори. Без таа предвидливост никој не би инвестирал. Тука се надоврзува и политички ризик. Политичкиот ризик е најчесто при промена на влади. Она што недостасува кај нас или што е проблем е таа институционална меморија, некако сите забораваме одмah што било. Промената на едно лице на чело на институцијата може лесно да доведе до промена на целата политика. Че тоа се работи кои што не смееме да си ги дозволиме, доколку сакаме да бидеме силни играчи меѓународно. Како што спомна Васко, тие главни области се дел од таа наша платформа за просперитет на иднина, значи тоа е човечкиот капитал, демократија, демократско општество, владење на право, намалување на корупција, дигитализација, меѓутоа, значи од изминатиот период кој што беше период на консултации со речиси сите политички партии, опозиција и позиција, со сите
односно со најголемите организации на работодавачи, стопански комори, со Македонската академија на науки и уметности. Значи, она што го утврдивме е дека најлесно е за ово општество и во овие услови да се здружиме и заедно да работиме во областа на дигитализација. Некако се уште не бевме спремни сите заедно да работиме во некои од другите области и токму од таму произлегуваат овие наши напори во областа на дигитализацијата. Работиме на вистина на обуки на млади луѓе за дигитализација, сакаме и за компаниите. Јавниот сектор го оставаме на владата, која што секако би требало да ги унапреди услугите. Меѓутоа се надевам дека ќе дојде моментот и кога сите ќе речеме заедно дека ќе работиме и за намалување на корупција, за подобрување на владење на право, бидејќи тоа на што го создава амбиентот, тоа на што создава услови за компаниите. Практично компаниите, нивниот глас е само да има добри, поволни услови за работа, тие самите ќе работат, ќе бидат профитабилни. И можеби, според мене, можеби е време за една нова регулаторна гилотина, односно за дерегулација. Моето чувство е дека со изминативе неколку години навистина навлеговме во дополнителна регулација, во компликување на регулативата, мислам дека е време за дерегулација. За предвидливоста, промените, за новата регулаторна гилотина ќе разговараме по кусата пауза за рекламни пораки. Се враќаме назад во за или против со моите гости, господјата Никица Мојсовска-Блажевски и господинот Васко Кроневски. Зборувавме за предвидливоста, за потребите од стабилност, од правна, од даночна и од секаков аспект политичка, спомнавте. Сега сакам да искоментираме, сведоци сме дека се случува одредена, да кажеме, даночна промена, даночна политика. Има еден пакет закони во парламентот кои што се уште се заглавени од политички причини, не можат да поминат, таму е тоа законот за ДДВ, но има и еден данок на солидарност кој што некако адхок се најави и на брзина се воведе, значи тука сме околу таа предвидливост која што треба да ја имаат компаниите и тоа се однесува на компании кои што, да кажеме, последната година оствариле зголемена добивка, значи работеле профитабилно. Сега ова се удира на профитабилните компании да се соберат пари за да се, нели, да се искористат во буџетот. Колку според вас тоа е едно фер решение и едно вака демотивирачки некако делува за луѓето кои што добро работат, државава сега ќе им ги земе еднократно, ама сепак ќе им ги земе, станува збор за големи пари. 70-80 милиони евра се планира. Па јас пред себе го гледал тоа од аспект на предвидливост како проблем. Секоја една компанија, секоја една сериозна компанија си прави своји финансиски планови кои што се годишни и повеќе годишни. И тоа се прави на база на познатата состојба која што има на пазарот, врз база на она што е регулатива тековна во моментот и на база на тоа се прават одредени проекции. Доколку се воведуваат вакви мерки, тие според мене никогаш не би требало да се воведуваат ад хок од денес за утре. Не би смели. Тие буквално се воде пред нова година ги значи од тој аспект предвидливоста веќе ја нема. Тоа значи дека кога нема предвидливост се појавува несигурност. Да. Несигурноста појавува еден друг посериозен нус ефект, а тоа е намалена амбиција намалена амбиција и храброст во нови инвестиции. Кога се појавува несигурност, капиталот, компаниите кои што се спремни да го инвестираат во одредени нови развојни, да речем, инвестиции и така натаму, ја намалува нивната храброст во тоа. Они кажат да видиме што ќе се случи, да видиме кои ќе бидат следните чекори во овој процес, па потоа ќе одлучиме за нашата инвестиција. И тука не зборувам само за компаниите, зборувам за било која компанија. За било која компанија, да. така е, да. Кога они ќе намалат во своите планови амбиции за инвестиции, тоа директно има импакт на развојот на економијата. Затоа правната, односно регулативната сигурност, која што во подолг период би обстоела, ќе ја зголеми храброста за нови инвестиции и кај домашните, но и кај странските компании. Како вие го коментирате ова, речеме, непредвидливо даночно оптоварување за добар дел од компанијата? Мислам дека тоа би било една од моите основни критики кон владата и воопшто за даночната реформа, го вклучувам тука и овој данок, се најавуваше, имаше некои дебати, меѓутоа до последен момент мислам дека и денес да ги прашате компаниите не знаат до каде е процедурата, на пример. Рокот е до крај на мај дека ќе треба да се уплатат парите, ама законот да го не се донесе. Така. На кога ќе уплатат? Значи најпрво е таа несигурност и ова што Васко апсолутно го кажа, во услови на несигурност не инвестирате, чекате, така си велите. А второ мислам во однос на
праведноста или што сакаме да промовираме во општеството. Значи, ако ние сакаме да одиме напред, да имаме попрофитабилни бизниси, повисоки плати, повисок животен стандард, ние мора да промовираме инвестиции и да ги наградуваме компаниите, да ги фалиме компаниите кои што прават инвестиции и поголеми профити. Секако не на штета на вработените или на граѓаните, меѓутоа ние мора да го да имаме навистина почит кон успехот на компаниите. Мислам дека ние развиваме во општеството сосема нешто спротивно на тоа, односно ние успешните бизниси ги сметаме дека прават нешто лошо за општеството, дека не придонесуваат кон растот и така натаму и забораваме дека тие се главните, ќе кажам, народски полначи на државниот буџет, од кој што потоа нели градиме патишта и го финансираме здравството и ги финансираме платите во јавната администрација. Така што за мене еден таков данок е неправеден, морам да кажам, значи и е создава несигурност, и е неправеден и уште повеќе што, пазете тука, основната премиса е дека компаниите ќе ги дадат парите во државниот буџет и дека државата подобро ќе ги искористи тие пари отколку што би ги искористиле компаниите. Меѓутоа наместо да отидат во инвестиции, па не би рекол дека може да ги искористат. Знаете, тоа е искуството што го гледаме. Да, меѓутоа тоа е дефиниција за фискалната политика, тоа е дефиниција за редистрибутивната улога на државата. Вие плаќате даноци, државата потоа ги редистрибутира. Повеќе дава кон сиромашните, се грижи за јавните добра, за училишта, здравство и така натаму. Меѓутоа тука тој момент ми смета во овој случај, што земаме од компании кои што се успешни, кои што би можеле да ги инвестираат, да создадат нешто за иднината, да отварат работни места и ги даваме во државниот буџет, каде што веројатно повеќето од нас сметат дека ќе се искористат за плати за јавна администрација. Така што тој момент го сметам за неправичен и мислам дека многу подобро можеше да се постави самиот систем, бидејќи точно може да утврдите вие кои се, еве да кажам, тие профитери од периодот на пандемија. Не се тоа сите компании кои што имаат раст и успех. Кои што профитирале, да. Бидејќи имаше компании кои што и во годините на ковидот навистина инвестираа и сега тие нели имаат поврат на инвестицијата, а ние ги казнуваме и велиме мора да платите дополнителен данок. Кога доаѓаме до еден ваков, да кажеме, еден неправеден систем на доначување со адхок која се воведува, ви прашал дали сметате значи треба да се вратиме на некоја нова стратегија или поинаква стратегија за привлекување на странските инвестиции, повторно кон даноците. Еден од адутите, значи и на претходната влада за привлекување на инвестиции беше политиката на рамен данок. Владата, таа беше владата на ВМРО-ДПМН, владата на социјалдемократите, промовираше прогресивно доначување, сакаше да го воведе, па се повлече, но еве сега гледаме какви некои решенија се протнуваат. Дали треба да се остане на политиката на рамен данок како да речеме предуслов за да привлечеме инвестиции или сепак треба да одиме на нешто да менуваме за да има ефекти? Какви се вашите искуства како организација која што се занимава и ги гледа состојбите во светот и во регионот? Да. Најпрво да кажам дека даночната политика е важна за нас и за нашата економија, а потоа за странските инвеститори. Од второстепено значење би била. Според мене, мислам дека рамниот данок или секој едноставен систем на оданочување е подобар за оваа држава. Ова е мала економија и нема потреба ние да трошиме премногу ресурси во администрирање на даноци или на било која друга политика. Значи, бидејќи секогаш ќе има некои исклучувања од системот, ќе има начини како да се излезе, така што мислам дека едноставна даночна политика, тоа може да биде рамниот данок, многу повеќе одговара на нашето општество. Меѓутоа, исто така, оно што е клучно прашање во општеството и за ова многу размислуваме, тоа е имаме се повеќе потреби и желби, меѓутоа од друга страна немаме раст во создавањето на бруто домашен производ. Значи ние не создаваме ново производство многу или додадена вредност од која што би се собирале даноци во државниот буџет, а многу повеќе како општество размислуваме како да ги распределиме потоа, кој повеќе да земе во економијата, велиме како една пита, значи бруто домашниот производ е една пита и сега ние не размислуваме доволно како да создадеме поголема пита, туку размислуваме како секој да приграби поголемо парче од питата. Дали здравството ќе земе, дали образованието, дали одреден регион ќе земе или друг регион. Значи мислам дека мора да направиме промена во нашето размислување. И сега што тоа значи? Треба да бидеме свесни дека со овие ресурси, во колку што имаме буџетски приходи, ние можеме да имаме некое основно ниво на здравство, значи или да понудиме одредено ниво на здравствени услуги, одредена социјала, значи социјална помош за сиромашните, образование со одреден квалитет или квантитет, не можеме повеќе. И како општество мора да размислиме дали ова ни е доволно,
дали вака ќе продолжиме понатаму, ќе имаме рамни или ниски даноци и ќе ги имаме овие услуги, или сакаме и сме спремни сите да плаќаме повеќе даноци и ние како физички лица и компаниите и при тоа да имаме подобри услуги. Друго решение нема. Ама како да бидеме да гледаме за други услови кога гледаме како функционира системот сега, нели? Ако ние и овие даноци не ги собираат како што треба, податоците за сива економија се 30% дека е. Сивата економија станува делото. И сега некој да му кажеш уште поголем данок дека треба плати. Значи, тоа беше главната критика, апсолутно, значи на тие консултации за деношната политика беше дека постои една голема неформална економија или неискористена база и наместо владините напори да се како да се прошири деноночната база, како да се намали сивата економија, како подеднакво да се зафати од сите, дека практично е многу полесно за ова и за било која влада, многу е полесно вие да речете тие што плаќаат сега ќе ми ја зголемам деноночната стапка, така што мора двата процеси да бидат паралелно, бидејќи тоа ќе изгубите и други плаќачи на даноци. Во минатото видовме дека компании се преселија во други земји во регионот, така што многу треба да биде паметен начинот и политиката. Значи генерално сум за едноставни даноци, невисоки даночни стапки, меѓутоа за фаќање во сивата економија и еден општествен консензус што сакаме и каква економија сакаме. Факт е дека сакаме сите дигитална трансформација, информатичката технологија, тоа е еднината, но колку тука во овој процес кај нас е важно образованието. Факт е какви кадри произведува нашето образование, дали да прашаме дали се добро способени за вашите потреби или идеите кои што вие ги промовирате. Колку е важно, значи, да се направат тие реформи во образованието за конечно да гледаме да излегуваат кадри кои што ќе бидат потребни, односно способни да одговорат на потребите на економијата. Реформи во образованието треба да се направат, но за да се случат реформи во образованието, повторно ќе дојдеме до претходната дискусија, до финансирање на тие реформи. Ако зборуваме за образованието, државното образование, односно државните универзитети, средни и основни училишта и така натаму, тие реформи без значителни вложувања во образованието не може да се случат. Значи тоа е повторно доаѓаме до начинот како ќе го финансираме процесот на реформата на образованието. Постојат различни мерки како тоа може да се постигне со помош на компаниите. Една од тие мерки, јас неколку пати сум го споменал тоа, имаме ваучери за стимулација на спорт. Зашто да немаме ваучери за стимулација на образование? Зашто компаниите дел од даноците кои што треба да ги платат на државата во форма на ваучери за високо образование, не може да ги пласираат во правци на високо образование кои што им се потребни кадри. Зашто да не може Nexens као компанија, освен тоа што дава и подмага развој на спорт, да помага развој на образование. Зашто за специфични области и правци кои што се потребни на компанијата не може да го насочи току некоја високо образовна институција да се формира специфичен смер, насока и да се продуцираат кадри поврзани со потребите на компаниите. Тоа е еден од можните начини како тоа може да се стимулира. Но сепак ќе се вратиме на клучното. Дисциплинирано прибирање на даноците ќе го зголеми буџетот на државата, зголемениот буџет на државата треба да рефлектира со поголем буџет во образованието, тој поголем буџет во образованието и правилна негова примена треба да подобри самото образование. Ја мислам дека ние се обидуваме без да го зголемиме значително обемот на буџетот во образованието да направиме значителни реформи. Тоа многу тешко ќе оди. Тоа е затоа имаме и долг процес како што имаме и затоа дискутираме десетици години наназад, а ништо значително не се случува. Ако ние мислиме дека со истиот број на универзитетски професори и асистенти на факултети за информатичка технологија ние ги продуцираме 5 пати повеќе кадри, ние ги продуцираме можеби 5 пати повеќе кадри, но со помал квалитет. За да имаме високо квалитетни кадри кои што излегуваат од тама, ние мораме и базата, односно образовниот кадар, кој што ги создава тие кадри, условите, факултетските установи, инвестициите во технички помагала, училници, лаборатории и така натаму, каде што исто така треба да се појави и приватниот сектор како партнер. Има дуален систем или некој го видува. Имаше одлични идеи за формирање на технолошки парк во Скопје, каде што имаше дури цела физибилити студија разработена за тоа како може приватниот сектор да учествува во развојот на технолошки парк, каде што ќе има синергија помеѓу факултетите и приватниот сектор, развој на заеднички истражувачки лаборатории и така натаму, но не се завлезе во тој проект. Зашто не знам, но тоа е една одлична идеја како може да се привлечат успешните IT компании да го вратат дел од
од својата заработка во развој на образованието, за да повторно дојдат до квалитетни кадри за сопствените потреби. Не само за IT секторот, тебе го спомнав и дуалниот систем на образование кој што го промовира пак приватниот сектор. Гледаме дека има одредени поместувања, но сега ако грешам коригирате ме, но мислам дека главниот збор пак го води приватниот сектор, значи бизнисот, држава некако зборува за тоа, но не гледаме дека нешто и поконкретно се прави. Колку е значено за вас да се развие тој систем? Тој го имавме можеби нешто слично и во поранешна Југославија го имаше тој систем, но сега е функционирало за развиениот запад, кон кој што стремиме. Се враќаме ние полека кон многу работи од поранешниот систем. Апсолутно, меѓутоа мислам дека промената настана во моментот кога компаниите навистина се соочија со недостиг на кадар. Знаете, порано и во Законот за високо образование имаше многу иницијативи, создавање на одбори во кои што и ќе бидат вклучени компании, меѓутоа исто така предавачи кои што ќе бидат од компаниите. Меѓутоа тие напори не дава ефект затоа што компаниите не се соочуваат со недостиг на кадри. Имавме навистина голема невработеност, компаниите може дури да избираат кого ќе вработат и така натаму. Сега еден сосема друг период и тоа ги натера работодавачите да се вклучат самите во системот. Не очекуваат многу од државата, меѓутоа зборуваме за средното стручно образование конкретно. Се отворија неколку дуални паралелки, мислам дека системот одлично им одговара на повеќе компании. Некои компании беа први кои што влегоа во процесот, сега кој има и некоја донаторска поддршка таму, меѓутоа главно имате право дека процесот го водат компаниите. Стопанската комора на Македонија е силно вклучена во тие иницијативи. Германско-македонската комора, така што Центарот секако за стручно образование и обука, и мислам дека таму навистина има голем напредок. Тоа е во сферата на средното стручно образование. На факултетите исто има одбори кои што вклучуваат работодавачи или компании, меѓутоа не мислам дека е толку напреден процесот, бидејќи е многу поскапо да создадете кадар, поготово инженерски кадар во високото образование. Меѓутоа мислам дека генерално треба да направиме едно реразмислување воопшто на образовната политика. Според мене убаво е да креираме високообразовни кадри. Јас сум професор и доаѓам исто и од високообразовна институција, меѓутоа мислам дека секогаш прво треба да имате на ум структурата на економијата и секако она што сакате да го промените. Сега да не речеме дека за секогаш треба да останеме во текстилната индустрија, меѓутоа се создаде така една преголема потреба или побарувачка за високо образование, која што не е реална и не е остварлива, и на многу работни места кои што барат кадар со средно образование, практично работат со високо образование. Така што дуалното образование мислам дека е добро, меѓутоа исто така и факултетите мислам дека треба навистина да се работи на промена на системот на квоти, да се користи политиката на стипендирање за да привлечеме студенти во оние области во кои што сакаме. Македонија за жал многу каска во областа на STEM образованието, каде што токму се и науката, математиката и така натаму, кои што велиме дека се водилки во иднината. Например, во Македонија околу има 6,5 студенти на 1000 студенти завршуваат во STEM образование, а во ЕУ просекот е 27, значи повеќе од 3 пати од колку во Македонија. И мислам дека многу повеќе треба да работиме во таа сфера ако сакаме да ја смениме економијата и да привлечеме инвеститори и домашни и странски кои што ќе бидат во областа на високите технологии. И секако дигиталните вештини, значи ние како организација споменав имаме неколку програми, меѓутоа она што би сакала да го видаме дека пример секој средношколец кој ќе заврши средно образование има барем некое повисоко ниво на дигитални вештини. Во ЕУ има една така наречена рамка на дигитални вештини, точно се знае што е основно, средно, високо ниво. И ние како држава мислам дека релативно лесно може да се организираме да младите поседуваат такви дигитални вештини. Само за споредба, например, во Македонија само 32% од населението има средно ниво на дигитални вештини, во ЕУ просекот е 57%. Значи, навистина каскаме. И сето тоа ви кажува, и STEM образованието, и дигиталните вештини на населението ви кажуваат дека не може да направите брз скок и приклучок кон развиениот свет, доколку не се мобилизираме и навистина не делуваме. Мора да се мобилизираме да ги задржиме тие кадри што вредат, но тие ги губиме. Сега наместо да убаво зборувате за политики кои што треба да се направат, но наместо тоа ние сега слушаме дебата за увоз на работна сила. Па дојдовме таму за работници по 200 евра, не знам од Непал или од Индија, каде.
Сериозно ли е сега да се дискутира за едно такво сценарио со едни вакви проблеми? Или тоа е полесниот начин, ќе си отидат нашите кадри, ќе дојдат другите и после со кого ќе правиме ние дигитална технологија? Интервентна мерка во одредена индустрија за одредени потреби, тоа не може да биде. Има барања, значи за целосна либерализација на тоа колку е ако тоа помогне во развојот на домашните компании, да, бидејќи тоа ќе направи конкуренција на работната сила и ќе зголеми квалитетот на работната сила која што е достапна за компаниите во државата. Ако погледнете само што прават развиените економии, дали е тоа Германија, дали е тоа Холандија, дали е тоа Америка или било која од развиените економии, они во континуитет имаат потреба од увоз на странска работна сила. Они имаат цели програми со кои што специфично таргетираат одредени гранки за кадри во одредени гранки, одредени правци кои што им се потребни на нивната економија. Значи они стратешки планираат како ќе го покријат недостатокот на кадри во одредена гранка за развој на таа гранка во таа држава. Ние им помагаме во тој развој заради тоа што им ги извезуваме кадрите кои што нив им се потребни, а ние не размислуваме како ние да го покриеме нашиот недостаток во тој дел. Кога зборуваме за растот на нашата економија, ние не гледаме како придонесуваме за падот на нашата економија со одлив на секој еден кадар. Значи секој еден млад кадар кој што излегува од државата во најмала рака го намалува бруто домашниот производ по глава на жител за висината која што он би ја контрибуирал кога би останал во државата. Ако станува збор за високо образован кадар, тогаш таа вредност е прилично голема. И ако земеме дека во последните 20 години се иселиле 350.000 работоспособни луѓе, вие точно гледате колков е падот на економијата со извозот на тие кадри. Така да тоа ние некако треба да го надокнадиме. Има недостаток на работна сила во државата и тоа не е само во IT секторот, во сите сфери. Можеби не е одговорот увоз на работна сила и либерализација на пазарот, но ние ако не најдеме квалитетен инпут на работна сила во сите области каде што недостасуваат, ние ќе имаме проблем со развојот на компаниите. Токму тука е поентата на тоа што треба да се прави со ова што го промовирате сега. Да, апсолутно. Мислам ќе се надоврзам малку на она што го кажа Васко, да не забораваме дека општеството силно инвестирало во тие луѓе кои што се иселиле, значи односно кај нас е бесплатно образованието, основно, средно, па дури и високо во голема мерка, така што ние сме платиле, сме создале кадар кој што потоа оди во друга држава и создава бруто домашен производ таму. Меѓутоа некогаш видете, ако не може да ги искористи економијата и општеството, можеби тоа е подобар начин отколку да имаат негативни чувства кон својата држава. Прашањето за увоз на работна сила, мислам, видете, ако има недостиг може да се реши на два начини. Еден е интерно, домашните ресурси и секако другото е увозот. Во Македонија има доста неискористени домашни ресурси. Сега од аспект на пазарот на труд, голема е неактивноста на жените, значи голем дел жени, околу 50% завршиле некој образование, меѓутоа се неактивни, ниту работат, ниту бараат работа. Тоа е еден голем резервоар кој што заради традицијата, културата, особено во руралните подрачја, ние не го искористуваме, нели, седи како неискористен. Второ, тоа е сепак ние се уште би го искористила терминот армија на невработени лица кои што се регистрирани во агенцијата за вработување, околу 100.000 чинам се активни баратели на работа, 100.000 пасивни, меѓу пасивните сметам дека има дел кои што и се иселени, кои што само се пријавуваат заради некои бенефиции, меѓутоа имаме и активни баратели на работа. Меѓутоа би искористила еден термин стегнување на системот, бидејќи кај нас системот на социјална помош, односно гарантиран минимален приход, им дава една лагодност на корисниците, во смисла дека тие се регистрираат како невработени, меѓутоа воопшто не се активни, ниту бараат работа, доколку им се понуди одбиваат работата и мислам, постојат бројни истражувања во кои што јас сум учествувала, во кои што тие едноставно уживаат во статусот на примател на социјална помош, бидејќи тој статус им носи многу бенефиции. Значи, кај нас социјалната парична помош е ниска како износ, меѓутоа тие добиваат и бесплатно факултетско образование, добиваат енергетска сиромаштија, добиваат понатаму не сме извршител да извршува решенија за нив и така натаму, дури голем дел работодавачи, особено во секторот на хорека, велат дека тие бараат да не бидат пријавени воопшто, значи работодавачите би сакале да ги формализираат и пријават, меѓутоа тие не прифаќаат. Значи тие самите поттикнуваат сива економија и државата не сака да се зафати со решавање на тоа прашање. Мислам дека повремено има министри за труд и социјална политика кои што го разбираат проблемот и сакаат да го решат, меѓутоа веројатно
сепак има и друга позадина за сето тоа и тешко е да се среди системот. Сега, ако не го средиме така системот, ако не ги примораме да бидат активни да работат, тогаш нема друго решение освен увоз на работна сила. Меѓутоа, за мене многу е важно да се испланира, оно што го спомна Васко, секоја една развиена економија планира, има точно квоти за IT нели работници, за лекари и така натаму, за физички работници. И мене, значи, една од најголемите забелешки во периодот на транзицијата во смисла на политика е тоа што толку избегавме од зборот планирање. Тоа планирање, секоја една дури пазарна економија прави планирање, да не ја спомнам Холандија, каде што планирањето е основа на се. Така што мислам дека треба да планираме колку кадри ни се потребни преку системот на квоти, да се увезуваат кадри, меѓутоа многу треба да се внимава на националните интереси и така натаму. Крајно време е да планираме, но и тоа што го планираме да го спроведуваме. Дај Боже да направат некои политики и простор за луѓето што се заминале да се вратат во Македонија. Вашите иницијативи се секако добрододени кон ова, да се надеваме дека ќе има позитивен ефект од ова што го зборуваме. Ви благодарам за учеството во за или против. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Останете со ова.